По повод Денот на Европа, градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски денеска се сретна со амбасадорот на Европската унија Иво Урав. Ова Скопска општина заедно со делегацијата на Европа во Скопје е организатор и учесник на повеќе манифестации по повод Денот на Европа. Вие сте со најновото издание на Урбаните вести. Одбележан Денот на победата и Денот на Европа во општина Газибаба. 4900 учесници пријавени на Скопскиот маратон во недела. Промоција на компакт дискот мали концерти со студентите од вокално-инструменталните оддели на Факултетот за музичка уметност Скопје. Исторен шалтер на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и нова инсулинска аптека бе отворени денеска во поликлиниката Чаир. Делегација од општина Газибаба, предводена од градоначалникот Тони Трајковски, со положување цвеќе пред споменикот на Методи Андонов Ченто во паркот Ченто, беше дело од одбележувањето на Денот на победата и Денот на Европа. Со пригодна свеченост и положување цвеќе пред споменикот на Методи Андонов Ченто во паркот Ченто, општина Газибаба го одбележа 9 мај, Денот на победата и Денот на Европа. Денеска земјите од Европската унија традиционално го слава Денот на Европа 63 години откако министерот за надворешни работи на Франција Роберт Шуман го говореше познатиот говор во кој повикува на обединување на Европа. Општина Газибаба традиционално секоја година овој ден на ваков начин го одбележува пред споменикот на Методи Андонов Ченто. Убава можност да сите прво се потсетиме за сите оние дела и сите оние резултати што ги направиле нашите претходници, нашите револуционери, а еден од нив е и Методи Андонов Ченто, кој што бил првиот председател на президиумот на АСНОМ, а воедно ова и за помладата генерација е добар патоказ како сите заедно треба да работиме за зачувување и за одржување нашата традиција, нашата историја и како треба да се сака нашата Република Македонија. Пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНО Методи Андонов Ченто свежо цвеќе положија делегација на општина Газибаба, предводена од градоначалникот Тони Трајковски. Делегација од Советот на општина Газибаба предводена од председателот на Советот Милан Андоновски. Делегација на урбаните и месни заедници, Сдруженијето на пензионери од Газибаба, делегација на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Газибаба и жители на општината. Оваа година Скопскиот маратон го надмина рекордот на пријавени учесници, а организаторите очекуваат дека рекорди ќе се рушат и на целта. Елизабета Дамјановска. 4900 учесници од сите континенти се досега пријавени на овогодинешниот Скопски маратон, 9ти поред кој ќе се одржи во недела, на 12 мај во 9 часот, во центарот на Скопје, односно пред рекорд. Како и секоја година, ќе се трча на 4 трки, а како главни се издвојуваат маратонот со 200 атлетичари, кои ќе се надпреваруваат на 42 километри, и полумаратонот со 600 учесници на 21 километри. На хуманитарната трка се пријавени 3500 рекреативци, кои ќе трчаат на 5000 метри, а на мини-маратонот ќе трчаат 600 деца. Купно имаме 4900 учесници во сите 4 трки, во маратонот, полумаратонот, трката на 5 км и детскиот Колгейт мини-маратон. Бројот на земји останува ист како минатата година, 36 земји учеснички, со тоа што оваа година имаме скоро од сите континенти надпреварувачи. Значи, рекордот на учесници е соборен. Се надевам дека ќе паднат и други рекорди, рекорд на патеката, затоа што оваа година ќе имаме поквалитетни надпреварувачи, посебно во женска конкуренција, каде што ќе имаме 2 надпреварувачки од Кенија, 2 од Романија, една од Русија и една од Хрватска. Градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски изјави дека градот и во наредните години ќе продолжи да го поддржува Скопскиот маратон, но нема да се појави меѓу атлетичарите, барем не оваа година, а не ја исклучува можноста тоа да го направи на некој од наредните маратони. Скопскиот маратон се повеќе го зазема местото како една од најзначајните спортски манифестации во градот Скопје и па и во Република Македонија. Навистина привлекува голем број на надпреварувачи, не само од Република Македонија, многу е значено од Европа и од светот. Градот Скопје во овој маратон се повеќе ќе вложува и во наредните години, бидејќи сметаме дека кој што потенцирав една важна спортска манифестација.
Директорот на Агенцијата за млади и спорт Александар Пујовски го искажа задоволството од традиционалниот карактер кој го добива маратонот, при тоа нагласувајќи дека истиот е значаен и за развојот на туризмот во Скопје. Преосна во настанко и дополнително меѓународно го промовира и нашиот град и афирмира нашата земја Република Македонија, градејќи и одразувајќи своевидна култура на живење, оставајќи траен белек овој пат низ спортот. Наградниот фонд на маратонот изнесува 10.500 евра. А за македонските атлетичари следуваат и посебни награди, авионски билети од авиокомпанијата Визер. За прв пат ќе се врши директен пренос од маратонот, но сепак, подобро е ако атлетичарите ги бодрите во живо. Градот Скопје ги известува граѓаните дека ќе изврши авионска и терористична дезинсекција против ларви од кумарци и возрастни кумарци на подрачјето на град Скопје. Првиот наврат на аеросолната дезинсекција авионска за оваа година на подрачјето на град Скопје против ларви од кумарци ќе се реализира утре и во сабота во период од 5:30 до 8 часот. При тоа ќе бидат опфатени сите мочуришта, канали и стоечки водени површини во градот Скопје и во неговата околина, како и по течението на река. Аеросолната дезинсекција ќе се одвива во деновите од недела до четврток во период од 1 до 5 часот. Доколку временските услови не го овозможат вршењето на аеросолната дезинсекција, авиодезинсекцијата ќе се изврши во истиот термин следниот ден, кога ќе бидат поволни временските услови, а согласно на тоа ќе се извршува и терористичната дезинсекција. Се известуваат пчеларите на времено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Исторен шалтер на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и нова инсулинска аптека бе отворен денеска во поликлиниката Чаир. Исторениот шалтер во поликлиниката Чаир е трето ваков вид после отворените шалтери во општините Ѓорче Петров и Драчево. Со ново отворениот шалтер и инсулинска аптека, здравствениот дом Скопје излезе во пресред на потребата на граѓаните за поблиски здравствени услуги. Ивана Митковска. Во поликлиниката Чаирот денеска започна да функционира исторен шалтер на Фондот за здравствено осигурување Скопје и нова инсулинска аптека, со што на повеќе граѓани ќе им биде олеснато да ги остварат своите здравствени права, наместо додат до центарот на Скопје. Новоотворениот шалтер во поликлиниката Чаир е трето од ваков вид. По отворените исторени шалтери во поликлиниките Драчево и Ѓорче Петров. Шалтерот се отвара со цел да се покрие голема територија и голем број на жители кои гравитираат во овој дел од градот. Околу 80.000 граѓани, 11.500 фирми и 70 приватни здравствени установи и аптеки. Праксата покажува дека се повеќе осигуреници се ориентираат кон овие истурени оделенија, тоа се намалува гужвата во подрачна единица Скопје, така да затоа го продолжуваме и овој тренд тука. Се надеваме дека ова ќе го продолжиме и по другите општини во Скопје, бидејќи навистина имаме и добар одзив. Отворањето на шалтерот и новата инсулинска аптека, која е пета од ваков тип на територијата на Скопје, ќе овозможат поблиски услуги на Фондот за здравствено осигурување, како за оние кои гравитираат на оваа територија, така и за сите други останати. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Јован Грбовски потенцираше дека исторениот шалтер не е наменет само за жителите на општина Чаир, туку услугите ќе можат да ги користат сите граѓани на Скопје секој работен ден од 7:30 до 15 часот и 30 минути. Осигурените лица, здравствените установи, матичните лекари, како и обврзниците за плаќање на здравствен придонес, од овој шалтер ќе добиваат вкупно 6 различни услуги, а сите граѓани кои имаат потреба од инсулинска терапија, а гравитираат во близина на општината Чаир, ќе можат истите да ги добијат во новоотворената инсулинска аптека во рамките на здравствениот дом Скопје во подрачната поликлиника Чаир. Клиниката Битпазар има инсулинска аптека која што територијално доаѓа последна за целиот овој реон останата од град Скопје. Аптеката работи со голем интензитет, значи месечно од прилика 3000 пациенти подигаат инсулинска терапија и поради тоа се создадоа услови да размислуваме за отварање нова пета поред инсулинска аптека. Директорката на здравствениот дом Скопје Татјана Баевска-Вучковик нагласи дека со отварањето на инсулинската аптека во поликлиниката Чаир во голема мера ќе се растеретат останатите 4 вакви аптеки на територијата на градот Скопје.
Денеска се одржа промоцијата на компакт дискот «Мали концерти» со студентите од вокално-инструменталните оддели на Факултетот за музичка уметност Скопје, кој е еден од над 120 CD изданија кои се снимени со студентите по сонологија и мултимедија во последните 12 години. Андријана Димитриевска. Во концертната сала на Факултетот за музичка уметност денеска се одржа промоцијата на компакт дискот «Мали концерти» со студентите од вокално-инструменталните оддели на Факултетот за музичка уметност Скопје, снимен од студентите од одделот за сонологија и мултимедија, кои го водат Димитрije Бужаровски и Трена Јордановска. Станува збор за CD, кој е едно од над 120 изданија кои се снимени со студентите по сонологија и мултимедија во последните 12 години. Со ова CD ние правиме еден напор да ги архивираме достигнувањата на студентите кои што во моментов се на вокално-инструменталните оддели и во нив се практично сместени 8 снимки кои што студентите од трета година по сонологија со мултимедија ги направија во текот на семестарот. Направени се во нашата концертна сала, каде што имаме едно од нашите 4 ирамови студија. И така да особено сме задоволни од тонскиот квалитет на снимките и мислам дека за студентите ова многу ќе значи, бидејќи знаете, многумина од нив после завршувањето на студиите и престануваат да свират. Така што ова им останува како единствен звучен материјал од тоа што било за време на студиите. Се разбира, ние им пожелуваме на сите да продолжат со уште поуспешна кариера. Меѓутоа, баш искуството од овие други 120 CD-а што и концерти што сме ги снимали, гледаме дека многумина од нив после се преориентираат на педагошка или на некој друг тип на работа, така што овие снимки имаат историска вредност. На дискот се застапени дела од светската музичка култура, а ги изведуваат Бојан Илковски виолина, Давид Темелков тенор, Сенат Усеин труба, Иван Наумовски баритон и Тони Арслан виолина. Придружувани од Дино Имери, Стефани Стефановска, Весна Тасевска и Елена Атанасовска Ивановска на пијано. Од дуо пијаното Мимоза Кека и Маја Божиновска, како и од дувачкиот квинтет во состав Анте Мустапич прва труба, Сенат Усеин втора труба, Сихана Јакупи хорна, Никола Ристевски тромбон и Александар Нинич труба. Владата ќе ги врати ознаките со сонце да купуваме македонски производи за наше добро Made in Macedоnia на фискалните сметки од 1 јануари 2014 година. На фискалната сметка ќе биде прикажан и вкупниот промет од македонските производи. Ова се промени кои се во насока на македонското стопанство, во насока на поддршка на користење македонски производи, бидејќи нивното производство зависи од тоа колку тие се користат во трговијата, колку се употребуваат од страна на потрошувачите. Измените на Законот за регистрирање на готовински плаќања предвидуваат и поврзување на фискалните апарати со управата за јавни приходи, со што УЈП ќе добие поголема прегледност во регистрирањето на прометот кој се извршува преку фискалните апарати. Оваа одредба ќе стапи на сила од 1 јануари до 1 март 2014 година за фирмите кои имаат над 10 милиони денари промет, за даночните обврзници кои се занимаваат со угостителска дејност и за даночните обврзници кои се занимаваат со малопродажба на нафтени деривати, а за останатите субјекти крајниот рок ќе биде 1 јуни 2014 година. За примена на овие одредби, компаниите ќе треба да ги надградат фискалните апарати, а направените трошоци ќе бидат признати и ќе добијат даночно ослободување кое е законски предвидено. Еве што ќе гледате во останатиот дел од денешното издание на Урбаните вести. Спорт. Кошаркарите на МЗТ Скопје и Кожувки имаат предност од 1:0 во победи против ЕН Индустрии Работнички во плейофот кој стартува во сабота. Актуел. Васил Хаджиманов сними нов албум. Кошаркарите на МЗТ Скопје и Кожувки имаат предност од 1:0 во победи против ЕН Индустрии Работнички во плейофот кој стартува во сабота. Веднаш по блокот реклами следуваат и спортските вести.